Благодарам, председатели, почитувани колеги пратеници. Во однос на овој предлог на закон, уште на самиот старт ќе кажам дека генерално го поддржувам и се согласувам со носењето на еден ваков закон, кој е поднесен од колегите Ненад Коцич и Маја Морачани, но и се однесува, како што кажа и колегата Коцич, генерално на Велешката тоталница најмногу се мисли на тоа, меѓутоа и на сите останати капацитети кои што се од тешка и загадувачка индустрија во Република Македонија и со тоа да се ограничи нивното градење или реконструкција на такви инсталации, да се забрани, односно нивно такво градење или реконструкција на растојание помало од 5 километри од населени места. И меѓутоа, бидејќи тоа е амандманска расправа, тоа ќе поставам една како дилема на која што ние треба можеби да продискутираме. Со овој предлог на закон ги ограничуваме новите градби и реконструкција. Но што станува со постојните градби кои што ги имаме во населени места, затоа не се спомнува во законов, затоа го поставам како дилема, што ќе се случи со постојните вакви капацитети кои што се од тешка и загадувачка индустрија и кои што ја загадуваат животната средина на граѓаните што живеат во тие простори, затоа што не загадуваат само новите што ќе се изградат или тие што ќе се реконструираат, загадуваат и тие што се постојни. Можеби треба тука да размислиме подобро како да интервенираме и во тој дел и на тие капацитети да можеби наметнеме некои правила или прописи кои што треба да ги почитуваат со цел да се подобри животната средина. Можеби ние не можеме да реагираме на тие капацитети да се затворат, меѓутоа можеби треба некои стандарди да се воведат за таквите капацитети. А и добро е, како и предлагачи, можеби ќе ве прашам директно дали ние имаме регистар на такви загадувачи, колку се во држава, колку се во населени места и каде се наоѓаат тие капацитети, за да можеме да направиме правилна стратегија како понатака со тие капацитети, затоа што тие можеби на времето кога се граделе се изградиле надвор од населено место, меѓутоа со урбанизација и со проширување на градовите тие стигнале да се на сред населено место и сега да ја загадува таа средина. Понатака треба можеби да се поводи сметка не само ограничувањето да е на 5 километри така генерално земено, можеби е подобро да се земе во предвид и просторното и урбанистичко планирање на тој простор, затоа што ако сега овие постојни капацитети што се во населено место порано биле вон, меѓутоа со урбанизацијата стигнале да се можеби и овие што ќе се изградат сега на 5 километри од населено место, понатака со проширување на урбанизација и тие некогаш би влегле во населено место. Затоа моето мислење е дали е добро тука да се продискутира околу просторното и урбанистичко планирање, на каде треба да се движи градот, да се види, значи на каде се движи градот, на каде се движи урбанизацијата, за тие 5 километри да се на спротивната насока, на таму на каде што не е планирано да се проширува градот, за да не дојдеме повторно во ситуација после не знам колку години, тие нови капацитети повторно да се во населеното место, па повторно да се соочуваат граѓаните со проблеми, со загрозување на нивната животна средина. Тоа е мојата дилема која што ја поставувам пред Комисијата за транспорт, за која што мислам дека ние треба да продискутираме дали може тука некако амандмански да се реагира и да ја подобриме животната средина на сите луѓе, затоа што тоа е наша основна работа и како пратеници, и собрани, и држава, и се останато. Благодарам.